Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието, а се однесуваат на вашето здравје. Така ќе биде и денеска. Одлучивме да говориме на нешто што за жал веќе година дена е премногу актуелно. Се однесува на ова ковид пандемија која што не само кај нас, туку глобално нели е застапена во целиот свет. Нели кога станува збор за епидемијата и за сето она што се случува, како да кажам, покрај нели она што се плашиме од тоа да се заразиме, има премногу и заразени, и починати и така натаму, страда менталното здравје. Нели за да имаме ние добро здравје, пред се треба да имаме добро ментално здравје и физичко здравје. Тоа ќе ни биде и денешната тема на разговор, значи ковид пандемијата и менталното здравје. Што значи тоа за сите нас, значи како се одрази во нашето психичко здравје, дали се зголеми бројката на луѓе кои што имаат вакви проблеми, какви проблеми се јавија и се што треба околу да се информира, ќе говориме во оваа денешна емисија. Одговор на докторка за денешната тема е доктор Тања Ристевска, која што е специјалист психијатар и доаѓа од приватната здравствена установа Психеа, која што се наоѓа во центарот на Скопје. Се надевам дека сето ова што ќе го слушнете ќе биде од ваша корис, уште повеќе што ќе гледаме да доставиме што повеќе информации во однос на ова. И секако знаете дека сме отворена контактна емисија, па доколку има некој проблем во однос на психичкото здравје, во однос на сето ова што нас не обкружува, што не засега во однос на ковид пандемијата, во однос на стравовите, паничните напади, депресијата и така натаму, слободно може да се јавите и да искомуницирате со нас. Пред да ја поздравам доктор Тања, би сакала само како за почеток вака да прочитам неколку информации што се однесува до менталното здравје. Како што и напомена, вели вака, здравјето е состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болести и исцрпеност. Без ментално здравје воопшто нема здравје. За жал, многу често менталното здравје го ставаме настрана и не го гледаме како приоритет, особено денес во време на пандемијата. Менталното здравје подразбира можност за промена, прилагодување и справување со тешкотиите и стресот. Ако сме флексибилни, можеме да ги решиме проблемите. Кога нашето ментално здравје е нарушено, почнуваме да ја губиме флексибилноста и секогаш ги користиме истите стратегии за решавање на проблемите без разлика дали се соодветни на ситуацијата. Или уште полошо, целосно избегнуваме да се соочиме со проблемите. Пандемијата COVID-19 е нова и досега непозната опасност, па затоа стравот е на некој начин и природен и очекуван феномен. Да нели уште повеќе кажувам, бидејќи ова навистина има многу да се прочита, меѓутоа тука е доктор Тања за да ни објасни се што треба да каже во однос на ковид пандемијата и менталното здравје. Ви благодарам, доктор Тања, што денес сте дел од ваш термин за прв пат. И драго ми е што е така, се надевам дека ќе соработуваме понатаму, да доставиме корисни информации за нашите гледачи во однос на нашето ментално и психичко здравје. Па, ковид пандемијата, значи почна веќе да го зема данокот по менталното здравје на луѓето во целиот свет, може да се каже. Так. Никој не е поштеден, значи од најмладата генерација до најстарата. И најчести психички расстройства што се јавуваат секако се анксиозноста, депресијата и во последно време веќе и посттравматско стресно расстройство, особено кај медицинскиот персонал што се соочува со најсериозните компликации на заболувањето, но кај самите преживеани што имале сериозни компликации, исто и кај луѓето кои што претрпеле прерани загуби. Како резултат на обично секогаш кога говориме нели со вас и со вашите колеги, велат дека луѓето многу ретко одат на психолог, на психијатар за да побараат помош за соодветен проблем. Колку сега тоа е некако поизразено кога еве веќе година дена се наоѓаме во колку луѓето знаат често да се јават кај вас да побараат помош? Има ли некако чувствувате ли дека бројката се Па имам впечаток дека некако полесно доваѓаат сега.
не им треба толку охрабрување од средината, не се мислат толку многу, затоа што се под силен натисок и под силен притисок и се обидуваат да си помогнат и тоа е единствено правилно што може да го направат во овој период, така да има поголема побарувачка за нашите услуги. Кога зборуваме секогаш за стравовите, тоа се сега, како да кажам, нечестите кои што се јавуваат кај граѓаните, бидејќи кажавме дека пандемијата е нешто што прв пат ни се случува ова, досега на нас на човештвото не. Да, меѓутоа на нас граѓаните како прв пат да ни се случува ваква состојба, да мораме вака да живееме, да мораме да постојано еве година дена да бидеме под притисок, под страв, да се заштитуваме, да не заборавиме да се издезинфицираме, да пазиме каде одиме, со кого комуницираме и така натаму, некако постојано како да сме под некој притисок. Значи на сите не ни е сеедно и нормално е да имаме страв, нели? Според некои сознанија, меѓутоа кога е тоа веќе, како да кажам, не е оправдан стравот. Вака, тешко е да не се биде преплавен, затоа што постојано сме под притисок на медиумите. Така, и сите сакаме да добиеме информација плюс, меѓутоа каде е тука границата да бидеме цело време преплавени со информации кои можат некогаш и да бидат невистинити, а колку е она што навистина ни треба за да го пречекаме наредниот ден. Викаат дека 5 минути следење на вести е сосема доволно да се припремиме за наредниот ден. Меѓутоа ние сите ние во потрага по повеќе потрага по поголема информираност знаеме да останеме со часови на социјалните медиуми. И сите овие состојби на локдаун, на затварање, на губење на вообичаените социјални активности некако погодуваат на сето тоа, меѓутоа мора да бидеме самите посвесни дека тоа не ни носи добро. Таа преплавеност со колку починале, колку се заразиле, значи постојано. Така да мислам дека сами треба да се ставаме мерка колку ќе примиме. Пресметале дека 5 минути е сосема доволно да се информира човек за наредниот ден. Значи, премногу да не читаме информации во однос на пандемијата, поради тоа што сакале никеле колку повеќе не само што е тоа изгубено време, него се засилува анксиозноста на тој начин, се подгреваат стравовите, значи се нешто ќе прочитаме за кои да речеме се кои болести се како коморбидитети ако се јават, тие луѓе се најсклони кон тежок фатален исход. Секој од нас има по некој болен во семејството што одговара тоа само на таквиот опис, па после тоа се приспитуваме кога последен пат сме се виделе, дали сме ние здрави, да не сме однале нешто. Значи чувство на вина исто може да се јави. Така да ги знаеме сите, веќе научивме се што горе-долу има да се научи и сега треба само да се издржи едноставно низ овој драматичен период. Што најчесто представува како проблем психолошки? Дали се тоа стравовите, анксиозноста, паничните напади, депресијата? Што е најчесто вака што претпоставам дека стравовите секогаш доаѓаат со некој страв? Страв или анксиозност? Да. Анксиозноста, значи во се уште предначи, барем во нашата ординација, меѓутоа се почесто депресијата се јавува како проблем. Сега, ако разглаваме зошто анксиозноста, зошто депресијата, анксиозноста, како што реков, затоа што постојано сме на некакви тригери изложени, кои што ни го подгреваат стравот, така? Значи, овој непријател е невидлив, немам идеја како изгледа, немам идеја со што се бориме, постојано мутира, вакцините ги направија, не знаеме дали се ефикасни. Постојано имаме различни информации и да сме вакцинирани можеме да пренесеме, и да сме вакцинирани можеме да заболиме. Само никако како да нема решение никое. Да речеме дека навистина тоа ќе се извакцинираат сите и готово ќе се среди се. Никако како и тоа да не е охрабрувачко. И уште повеќе стравот се засилува. Која вакцина против кој сој нели е ефикасна и така натаму, меѓутоа верувам дека уште кратко време и ќе се разјаснат малку повеќе работите и генерално ако има вакцина ќе има и решение, така. Во однос на депресијата, значи кај депресијата е малце подруг механизмот како настанува, значи за депресијата што е типично појавата на загуба. А ако збориме за загуба, ќе не треба 24 часа да кажеме што све сме изгубиле сите ние во текот на оваа пандемија. Значи од загуба на личната слобода на некој начин, од загуба на вообичаените социјални активности, човекот е социјално битие.
Значи, загуба на првачињата ги изгубија првите училишни денови. Тоа е за нас барем што сме ги доживеале голема загуба, за нив веќе е новото нормално тоа. После тоа децата ја изгубија играта, младите го изгубија дружењето, сите ние ги изгубивме оние редовни активности кои што во правец на вентилирање што ни служеле. Да речеме тренинг центрите, дружењето после работа, шопингот. Па дури одењето кај најблиските, кај роднините, кај пријателите. Одењето кај најблиските, па дури погребите, дури нема толку венчавања, тие се ограничени со мал број на луѓе. Значи нема матурски, нема родендени, значи сето тоа ни е ускратено, тоа е навистина една голема загуба. Нема патувања, се загуби, значи безбедноста ја загубивме, никој не се чувствува повеќе безбеден. Освен тоа не можеме да планираме. Значи не знаеме што ќе се случи утре, што се вика, дали ќе ги отворат границите, дали ќе ги затворат, дали кога ќе се вратиме ќе седиме во карантина или што ќе се случи. И така да сите тие мултипли загуби за овој еден не толку долг временски период сепак, значи неминовно кај лица предиспонирани доведува до депресија. Така, меѓутоа кога веќе живееме во некој континуиран страв, знаеме дека веќе психичкото здравје ќе почне да ни го нарушува и физичкото здравје. Колку тоа е, како да кажам, уште една причина да бидеме малку поприземни, да гледаме сите работите малку да ги согледуваме од некоја, ајде да кажеме, да бараме некоја позитивна страна на сето ова, ако можеме. Добро, секако, значи можеме да ги бараме позитивните страни во сите овие негативности, например, сега кај дел се зголеми семејното насилство и злоупотребата на деца, меѓутоа кај поголем дел од семејствата се продлабочија релациите. Да, се зближиле. Имавме повеќе време еден на друг да си посветиме, имавме повеќе време сами за себе. Сега ние што направивме со тоа време е прашалник. Така, секој на свој начин. Значи, секој од нас можеше да си ги прочита омилените книги или да си ја обмисли малце повеќе исхраната, да се посвети на физичка активност колку што можеше. Значи, сето тоа можеше да се направи во овој период. Иначе во самиот вовет имавте една реченица која што е клучна за нашиот разговор, а тоа е кај е тајната? Тајната е во флексибилноста и во адаптибилноста. Можноста за промена. Прилагодувањето и наоѓањето нови конструктивни начини за справување со оваа ситуација. Така. Значи тоа е единственото решение на кое што можеме некако да се подпреме се додека трае оваа пандемија. Да, меѓутоа на овој начин видовме колку сме јаки, па и го издржуваме сето ова, тоа е збори за голем степен на резилиенца кај народот кај нас. Така. Например, ние можеби дури е пострашно него во другите држави затоа што имаме голема стапка на смртност. Дали таа се должи на погрешно броење на починатите лица и ставање на купча сите кај ковид или не, меѓутоа резултатот повторно за нас е ист, една од најголемата смртност имаме во Европа и тоа не само кај лица оптеретени со коморбидитети, тука и кај здрави лица. Сето тоа не прави дополнително исплашени и несигурни. Меѓутоа, ете, успеваме, живееме, повторно функционираме, па сме и поотворени од голем број на други општества, што сепак според мене се поздравува. Ние сме најотворени до душа. Кај нас се работи, се функционира и фризерски салони, и кафани, и сите други што се дејности кои што во другите земји се навистина затворени. Сакав да ве прашам во однос на возраста. Во однос на возраста, кажавте дека сите возрастни групи некако се засегнати. Меѓутоа, кога честопати на телевизија ќе прават некоја анкета нашите колеги и нели прашуваат луѓе од различна возраст, гледаме дека различна возраст, различни одговори дава. Може да се и повозрастни да не се плашат, дури некои не веруваат во вирусот. Што значи, според вас, вие какви сознанија имате? Која возрастна група би била најзасегната, дали сега или пак во иднина, некоја предпоставка? Кој најмногу би имал штета? Или тоа е индивидуално? Јас би издвоила групата на адолесценти, да речеме, од 18 до 23 години, кои што беа научени на старото, се на почеток на животот. Не знаеме, дел од нив се уште немаат усвоено некои конструктивни начини за справување со
неволите што не погодија, а од друга страна слободата им беше целосно одземена, тие се млади. Така да мислам дека таа возрастна група е доста погодена од сета оваа работа. Така. Значи, сепак тинејџерите, така речено, се тие кои што ќе бидат најзасегнати. Сметате ли дека тие во иднина ќе како да кажам, ќе појават некои психички проблеми? Значи, како што рековме, кај дел е можно да се појават, меѓутоа поголем дел од нив едноставно ќе развијат резилиенца и ова ќе биде еден ресурс за справување за понатака, значи едно искуство кое што многу ќе им значи во животот, како се справуваат со вакви слични ситуации, пошто најавуваат уште вакви ситуации. Дека ќе бидат некако поподготвени, можеби некако настол. Секако дека не дека сите ќе се разболат и ќе родат психолошко расстройство, баш напротив, дека ова ќе ги зацврсне на некој начин, ќе бидат поимани, поотворени, па психички ќе ги ојача, да. Ајде да се надеваме дека ќе биде така, дека нема можеби толку негативно да делува на психичкото здравје. Кажав дека ќе се задржиме малку на исто на анксиозноста и депресијата. Многу пати сме говореле што представува како проблем, значи кои се тие симптоми кои што се јавуваат, навистина се многу непријатни. Па би сакала еве некако малку да се задржиме на анксиозноста првин како психолошки проблем. Кои се тие симптоми кои што се јавуваат кај нашите граѓани, кај луѓето воопшто за кои што доаѓаат и бараат помош? Кога се луѓето вознемирени, значи не можат да спијат, да речеме првин се јавува несолница, еден од првите симптоми, после тоа општа вознемиреност, неможност да се фокусираат, цело време се под силен страв, може да се јави тремор, срцебиење, се до развој на вистински панични напади, кои што се многу чести во овој период. Така, како изгледа еден паничен напад? Што чувствуваат? Паничен напад е една од најдраматичните, но и најбенигните работи што се случуваат на човекот. И човекот има чувство дека е пред самата смрт, дека е во смртна опасност. Може да се случи на вистина, да? Па до сега никој не починал од паничен напад. Меѓутоа чувството е како да ќе ти се случи. Чувството е драматично, страшно за преживување, меѓутоа таа една бенигна состојба која што само од себе поминува за 10 до 15 минути. Меѓутоа после тоа се јавува страв од стравот кој што го преживеал човекот. Така да се ствара еден зачаран круг кога човекот постојано се плаши. И кога ќе престане да се плаши, тргнува сам се потсетува што ако ми се случи тоа или тоа и си го подгрева стравот цело време се до значи развој на една генерализирана анксиозност може да се јави, значи панични напади може да се јават. Инаку кога треба да се јават на лекар овие луѓе, значи кога интерферира со обавувањето на секојдневните функции во животот. Кога не може да функционира? Па не може да се сконцентрира на работа, не може да оди на работа, не може да се грижи за себе, за дете, значи не може да спие. И тогаш веќе е време да се јави, не треба да се чека, не знам што да се случи за да се јави на лекар човек. Јас вака би прашала дали можеби кога луѓето имаат премногу стравови, бидејќи нели како почнуваат стравовите, така се доближува до анксиозност веќе некоја состојба, бидејќи кога веќе се плашиме премногу од ова од она од нели, тоа е некако почетно нешто што може да доведе до анксиозност. Дали може и тогаш да се обратат, можеби е навреме па да се спречи до панични напади. Стравот е различен од анксиозноста. Дали може да стравовите да дојдат до степен да се развие анксиозност? Тоа сакам да прашам. Кога имаме од што да се плашиме, така, тоа е страв, да речеме. Кога имаме непосредна опасност. Оправдан би требало да е до некој степен. Меѓутоа, ако ние цело време стравуваме дека нештото ќе ни се случи, тоа веќе не престануваме се плашиме, тогаш веќе станува збор за анксиозност. Анксиозноста исто е дел од нашиот живот и ние мора да научиме да толерираме дел од анксиозноста, значи секојдневно не се јавува за едно или за друго прашање, така. Меѓутоа, сега збориме за едни патолошки размери на анксиозност кои што не оневозможуваат да си го живееме животот како што треба, квалитетот да функционираме нормално во секојдневието. И ни го намалуваат квалитетот на живењето, значи мирот ни го земаат. Постојано, значи сме во некој немир, без можност за релаксација, без Така, значи во секој случај, оние луѓе кои што можеби малку повеќе претерано стравуваат за многу работи, можеби треба првично да се консултираат дали е тоа во ред, бидејќи како што знаеме,
добро и да се плашиме, нели? Кога не би се плашале, ние би скокнале од пети спрат, нели? Би се само убиле. Не би размислувале за ништо. Меѓутоа, ние бидејќи се плашиме, понекогаш се плашиме од височини, се плашиме од многу работи, реално бидејќи стравуваме за сопствениот живот. Меѓутоа, да не биде тоа до степен да навистина, како што кажавте пред малку, ни го загрозува секојдневното функционирање. Дали ако луѓето премногу стравуваат, треба да побараат помош првично за да се консултираат, дали е тоа дојдено до степен да е оправдано или неоправдано? Значи луѓето во секој момент имаат право да посетат психијатар или психолог, значи не мора да осеќаат нешто, можат едноставно да одат на консултација, можат некогаш превентивно да одат, не мора значи, може да се исконсултираат дали е тоа не треба да се за да не биде до степен да дојде панични напади да се чувствуваат лошо. Тоа е едно, ќе им каже можеби психологот, психијатрот ќе ги поучи начини на релаксација, како се справат со една состојба, како да ги испитаат нивните начини на размислување, дали има некои когнитивни дисторзии што ги викаме и слично, а секако исто да не пробуваат само медикација. Значи кај нас она што е многу расширено, од мајка, од титка, и еве тјапче, смири се. Често знаат да се напијат без да знаат што е тоа. Најчесто се работи за бензодиазепини за жал, кои што се се уште многу лесно достапни во нашата средина, а кои што се нели адиктивни и не се за употреба на подолги стази, да речеме. Така да во секој момент значи е подобро да посетат психијатар и да кој им даде совет и совет исто за медикација која е потребна. Так, ќе зборуваме за медикаментите, тука би сакала да се обратам до нашите гледачи. За сите оние кои што не следат, зборуваме за COVID-19, менталното здравје, значи за сите оние проблеми кои што ги имаме, за сите стравови со кои што се соочуваме секојдневно. Претпоставам дека сите кои што не следите, барем помалку се плашите од сето тоа што се случува или сте се плашали или страхувате или понатаму што ќе биде. Слободно ако имате некое прашање или ако имате некој проблем во однос на анксиозност, во однос на депресија, можете да се јавите на нашите телефони и да поставите прашање до нашата денешна гостинка, доктор Тања. Доктор Тања, говоривте за медикаменти. Меѓутоа, вие сте тие психијатрите кои понекогаш и препорачувате да се пијат медикаменти. Во кој случај? Се разбира, меѓутоа еден психијатар секогаш ќе направи проценка. Значи ќе направи план колку време со кој лек ќе го третира. Значи во кои случаеви и кој тип, значи према проценката што ќе направи психијатар. Значи дали треба да се направи само анксиолиза која што ќе трае неколку дена и тоа е доволно за да се продолжи човекот, или една подолготрајна анксиолиза која е потребна. Тогаш исто ќе се даде не бензодиазепин, него можеби антидепресив, кој што не е така адиктивен, а многу ефикасен, така да им го ставиме тоа на стручните лица. Така. Вие во овој период од кога е пандемијата препишавте ли некои медикаменти на одредени луѓе кои што бара ваша помош? Значи според мене значи порасна потребата од препишување на антидепресиви. И седативи, меѓутоа антидепресиви пред се и лекови за спиење. Значи е особено голема потребата. Така. И колку време треба тоа да го користат? Како им велите вие? Видете, затоа се необходни контроли. Се додека, по правило, човек додека користи психотропен лек, значи мора да биде под контрола на психијатар. И заеднички да констатираме колку време е необходно. Значи, различно е, кај некои се неколку месеци во прашање, кај некои се неколку денови во прашање, кај некои е подолг период. Значи, нема правило, нема. Така, значи се е тоа индивидуално. Спомнавте и депресијата. Дали анксиозноста има поврзано со депресијата? Дали оние луѓе кои што страдаат од анксиозност подолго време, бидејќи колку што јас досега сум разговарала и колку што сум информирана, некако анксиозноста не можете скроз да ја како да кажам, да ја излекувате, него учите да се живеете со неа, значи со анксиозноста почнувате некако вие да ја контролирате неа, некако така ќе мора да се справат оние кои што Па да, меѓутоа ако човекот веќе научи да ја контролира својата анксиозност, значи не би развил депресија, да речеме. Така. Онда ке повторно воспоставил хармонија, така да не значи тој не е кандидат. Значи има поврзаност ако не успее да се контролира така. Затоа што на долги стази анксиозноста значи го исцрпува човекот. Ги исцрпува и механизмите на одбрана, неговото поведение, значи веќе не е така ефикасно во справување со животните проблеми.
се менува и начинот на мислење и може да биде тоа некој дополнителен фактор кој што ќе доведе до депресија. Иначе не може праволиниски да се гледа, долго време беше анксиозен и падна во депресија, не оди баш тоа така. Так. Сега се префрламе на еден друг момент. Веќе колку имаме, можам да кажам 10.000 и нешто сигурно активни случаи, меѓутоа сигурно се и повеќе. Многу од нив ја помина болеста со поблаги симптоми, со полесни, средно тешки, меѓутоа многу исто почина и многу беа во тешка состојба, лежејќи по болниците, соочувајќи се, што се вели, со секојдневно со немање на воздух, со разни проблеми, нели, во однос на здравјето. И се препорачува после прележана ковид, нели, состојба за сите оние проблеми кои што ги имаат психолошки да се обратат на психијатар. Имавте ли такви случаи и што вие им советувате или што еве и оние кои што не слушаат, а можеби биле во таква состојба и можеби доживеале такви стравови, се уште стравуваат за собственото здравје, бидејќи како што знаеме постојано, еве и вие кажавте, се информираме дека подоцна се случуваат компликации некои со здравјето, дека не само тоа, дека невролошки, човек може да прележи и реинфекција може да настане после некое време пред да примеме вакцина. Значи практично се упатува на тоа дека ние никош не сме безбедни. Таман сега да сме прележале за неколку месеци после може повторно реинфекција, реинфекцијата може да биде поопасна дури од првиот тек на болеста како одел, значи повторно индивидуално, значи кај некои од што стравуваат кога доаѓа кај вас луѓе кои што ја поминале ковид болеста? Па оние што ја имаа поминало и што велат и што имаа лежано во болница и биле со маска за оксиген, значи па се стравувале од загуба на животот, нормално, значи нешто што е најнормално, да. Биле хиперсензитивни на се, значи во секој момент очекувале дека нешто оди како што не треба, значи они секое влагање на сестра, на болничар, на лекар, значи ги гледале лицето, експресијата на очите, да не сака да им каже нешто, да не се случува нешто. Значи, тие биле преплашени во текот на целата хоспитализација, што ќе се случи понатака со нив, дали ќе преживеат, дали ќе останат во живот. Исто така, целото семејство било на некој начин преплашено. Значи, со тоа што повторно ќе кажам, кај некои луѓе поминува без последици, значи лежал, имал компликации, оздравел, и тоа е тоа. Меѓутоа, кај други останува загриженоста, останува стравот, да не ми се случи пак нешто, останува чувство на вулнерабилност, дека е повторно ранлив, дека може нешто му се случи во секој момент, дека нешто страшно ќе се случи, катастрофизираат. Значи не може да се поврати чувството за безбедност, не се враќа едноставно. Стравуваат од се и се што. Значи и добро е да се обратат тие кај психијатар за да поразговараат. Меѓутоа вие што им порачувате и што им би им порачале еве во моментов ние разговараме, затоа можеби не слушаат, како што кажав некои од нашите гледачи кои што можеби прележале и оние кои што нели стравуваат. Што би им препорачале, како да се однесуваме ние во секојдневието? Кажавте помалку информации да слушаме. Што друго да правиме? Дали можеби да се насочиме кон некое хоби или па да се посветиме на што може да не излечи, да не... Пандемијата е нешто што ние немаме никаква контрола врз тоа. И кога нешто е надвор од нашата контрола, значи сосема очекувано е да се развие една беспомошност, една дури безнадежност. Меѓутоа, да се фокусираме на она врз што можеме да имаме контрола. А тоа се нашата микросредина, да речеме. Значи може да одржуваме хигиена во домот, може да се грижиме за себе на еден начин што никогаш претходно не сме можеле да се грижиме. Сега сето тоа повторно претпоставува нели некои услови, ако не е загрозена екзистенцијата, затоа што многу луѓе останаа и без работа и без примања. Значи меѓутоа голем дел, значи одат на работа онлайн, сепак имаат приходи, значи единствено што им е оневозможено е социјализацијата. Мислам и ред други работи, меѓутоа она да се осврнеме на она на што можеме да го контролираме. Значи како што реков, сопствената тежина, да се некоја, значи има онлайн обуки, можеме некоја едукација да си поведеме, да ја практикуваме што претходно не сме имале време, можеме онлайн да имаме комуникација со поширокото семејство, значи така. Јас еве извадив, како да кажам, се извинувам бубата,
неколку како генерални совети кои што сите ваши на некој начин колеги ги препорачуваат. Вели вака, првин да зборуваат за нивните чувства и да останат во контакт со луѓето, да не се изолираат на некој начин. Храните се здраво, има ли храната улога тука? Има. Врз психичкото здравје. Како храната влијае, тоа сакам да ве прашам. Што буди? Нешто што сакаме да го јадеме или поздраво да се храниме? Значи, ако јадеме премногу благо може да разбуди агресија, да речеме. Так, значи, и кај малите деца, и кај нас. Така. Значи, таа треба да биде урамнотежена. Треба да биде лесна, умерена. Значи, здраво да се храниме на некој начин. Да бидеме физички активни и вие кажавте исто тоа да се одмориме од се што ни создава или како да кажам нешто што ни создава и напнатост и стрес па и да правиме селекција зашто ќе се секираме, зашто не. Вели направете рутина на активности во текот на денот. Така, рутината е многу битна. Така. Дневната рутина, значи дневната рутина, на пример, тоа посебно беше да си направиме еден план. Да, особено во период на кога беше баш вистински локдаун, значи ништо не работи, потребно е сите го губиме секојдневниот ритам, потребно е барем привремен ритам некој. Так. Значи стануваме тогаш, јадеме до тогаш, после тоа правиме ова, после тоа правиме ова и утре дента се будиме и ги правиме истите работи, значи на човекот му е потребен таков ритам. Посебно на помалата генерација е тоа потребно. Так. Били од се што правите, направите и пауза. Во стекот на денот. Било и да работите, било што и да правите, или да се направи некоја пауза, па да се и нешто што е, како да кажам, најважно во однос на сето ова што го говориме е да побараме помош. Бидејќи никој од нас не е суперхерој да си го реши сам проблемот. Да, и да ги потсетиме гледачите дека не е неопходно да страдаат не знам колку за да побараат помош, значи може некојаш ништо особено да не ги загрижува, сепак да дојдат на разговор. Така, да. Чисто колку да ве прашаат вас што и како или и можна зошто. превенција на некој иден проблем, значи што ги заплашува во иднината или. Так. Сега бидејќи како што кажав јас ова трае и не знаеме кога ќе заврши, еве и вие кажавте се најавуваат и нови мутации, да се надеваме дека некако како доаѓа топлото време, све некако се надеваме дека можеби нели ќе се смири како што на некој начин се посмири кога беше лето, иако беше нели постојано застапено. Бидејќи ова ќе трае како што кажав. Мораме ние на некој начин да се научиме, цело време тоа го потенцираме и кога говориме на тема COVID-19, да живееме со вирусот. Тоа го кажуваат и сите доктори што се и микробиолози. Значи мораме да се научиме. Па во голема мера мислам дека веќе се научивме. Значи ги миеме рацете многу почесто, носиме маски скоро постојано, избегнуваме концентрација голема на луѓе. Значи држиме дистанца и кога сме со блиските, значи за да се заштитиме себе и нив. Значи тоа практично би значило тоа да не стравуваме постојано, да знаеме дека тоа е состојбата, дека нема брзо да заврши, да не очекуваме, сакам да кажам, премногу, па повторно некако да разочарувањата да не бидат поголеми. Еве сега треба да заврши и па не заврши се повторно. Па нема, никој не предвидува кога ќе заврши. Значи најоптимистичките предвидувања на Светска здравствена се негде март 2022 веќе кажуваат. Так. Доктор Тања, ме интересира, кажавте дека највеќе се јавуваат за стравови, панични напади. Споменавте смртноста. Тоа е нешто што можеби највеќе ги загрижува луѓето, бидејќи сме една од земјите која што има нели голема смртност, меѓутоа сакам да кажам дека секогаш кога сме разговарале дека кај нас поинаку една од ретките земји сме каде што поинаку се заведува смртноста на луѓето. Сите оние кои што се и мортем регистрирани како ковид се внесуваат во статистиката. Јас често пати сум ги прашала соговорниците мои кои што ми биле во ваш термин, зошто мора тоа така да биде. Уште повеќе што кажав дека луѓето се плашат, меѓутоа тие велат дека мора тоа така да биде, заради тоа што тоа го наложила Светската здравствена организација, иако тоа не е прифатено од сите земји, и сите земји не ги регистрираат така смртност. В секој случај сакав да потенцирам толку да не луѓето се плашат,
бидејќи кажав една сме од Ама веќе имаме искуство од една година, значи една година, значи успешно се бориме, па еве не полудевме сите, не развивме депресија сите, дека. Значи најголем дел си останавме живи и здрави, си го живееме животот, гледаме максимум да излечеме од него. Значи на тој начин да се гледа дека ова е само една препрека од многуте во животот. Ова има сепак има почеток и крај, не може бесконечно да грае. Иако после тоа животот можеби новото нормално ќе дојде, меѓутоа можеби новото нормално ќе биде подобро од она што го знаеме, не значи ќе биде полошо. Така да. Нека бидеме трпеливи и да видиме, значи не значи ако биде различно ќе биде полошо според мене. Така. Само треба бидеме трпеливи сепак да дојде крајот на оваа пандемија. Така, значи како што кажавме, едноставните работи го чинат животот убав. Некако така ги свативме работите, ми се чини по оваа пандемија, дека почнавме дури оние едноставни работи да им се радуваме и да го гледаме на малите работи, да го гледаме и да го живееме животот со целата негова неповторливост и соопфатност, да се грижиме најмногу за нашето ментално здравје, како што кажавте, бидејќи менталното здравје, ако ни е добро, ќе ни биде добро и физичкото здравје. И јас посакувам и порачувам да сте гледачи многу да се грижат за своето психичко и ментално здравје и секако да побараат навреме совет и помош од вас. И тука сме некаде накратко посакала како за крај уште еден апел до сите наши гледачи, кога да побараат од вас помош, бидејќи вие сте нели за нив тука. Затоа сте специјалисти, психијатри, психолози, за да им помогнете на луѓето за нивното ментално здравје. Во вакви невонредни услови, значи добре дојдени се во секој период. Значи не треба некаква драматична криза да им се одвива во животот за да дојдат. Доволно е се ова што се случува околу нас за човек да дојде да побара консултација. И повторно би апелирала, значи секој од нас да си ја бара смислата на денот, да се потсека на своите цели, да работи на нив колку може во овие услови, така полесно, поздраво ќе го дочекаме крајот на пандемијата. Така, да не живееме постојано во страв, бидејќи тоа секако ќе ни посветиме на целите. Така. Доктор Тања, ти благодарам за денешното гостување. Соработката со ПЗУ, приватната здравствена установа, Психеја беше, останува, па се надевам во некоја следна емисија ќе разговараме и за некоја друга состојба, бидејќи менталното здравје и проблемите со менталното здравје се од широк спектар. Така. Иако се негде тука нели се работи за едно исто, меѓутоа секако дека има различни сегменти. Ви благодарам многу. Се надевам дека нема толку многу како да кажам, да имаат луѓето проблеми со психата после сето ова. Се со цел нели да има што помалку луѓе со такви проблеми. Ви посакувам вас пак. Па еден од начините да има помалку луѓе со проблеми да ги превенираме. А како ги превенираме кога се уште не се декомпензирани луѓето? Кога уште имаат снаги и сили да дојдат и да се јават, нали? Сакав да кажам сите оние кои што ќе сакаат да побараат помош и да стапат со вас во контакт, секако дека ќе можат да добијат ваш контакт број, како што впрочем и за секоја емисија, и ќе може да се јават во нашата телевизија да побараат број и да се сретнат со доктор Тања. Ви благодарам за денес. Се надевам дека во некоја следна прилика ќе опфатиме некоја друга тема. Благодарам за поканата, се надевам на повторна средба. Почитувани гледачи, тука сме некаде на крајот од емисијата. Јас се надевам дека сето на што го говоревме, барем малку ве упативме како нели да психички останеме посилни на некој начин и да го надминеме сето ова што постојано нели е околу нас, меѓутоа како што кажавме, мора да се навикнеме, тоа е тоа. Треба само да се чуваме, да ги правиме сите оние работи кои што се препорачани од Министерството за здравство и се надеваме дека ова што побрзо ќе помине. Јас ве оставам во убаво расположение, имете добро здравје, грижите се за своето здравје, чувајте се, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.